Во 1941 година Македонија беше избришена од картата, но не и од срцата на своите луѓе. Додека окупаторите маршираа низ градовите, во сенките се раѓаше нешто посилно од стравот. Борба што ќе ја запали целата земја. Ова е вистината за народно-ослободителната борба во Македонија. Македонија, 1941 година. Европа гори, Балканот се распаѓа. Хитлер ги дели картите. Македонија е окупирана од Бугарија, Италија и Албанија. Но нешто тлее под пепелта. Духот на народот не молчи. Окупацијата носи репресии, затвори, стрелања. Македонскиот идентитет е забранет. Младите интелектуалци се првите кои го креваат гласот. Во вознемирениот народ зрее идејата за отпор. 11 октомври 1941 година. Првите партизански одреди во Прилеп и Куманово стануваат символ на новото време. Отпорот почнува тивко, но брзо расте. Партизаните живеат во шуми и планини. Глад, студ, предавства, но и вера дека Македонија ќе стане своја. Желбата за слобода ја задушува секоја стравотна ноќ. Окупацијските армии започнуваат лов на партизанските единици. Секој ден е битка за опстанок. Но одредите растат, нивната моќ станува незапирлива. Села и градови започнуваат да се приклучуваат. Жените, учениците, работниците, сите стануваат дел од борбата. НОБ во Македонија станува масовно народно движење. 2 август 1944 година. Најважниот ден. АСНОМ ја прогласува современата македонска државност. Јазикот, името и народот добиваат официјално признавање. Ова е победа поголема од секоја битка. Со крајот на војната, Македонија станува рамноправна федерална единица. Хероите се враќаат дома, други не се враќаат никогаш. Нивните имиња остануваат врежани во историјата. Ова е приказна за слобода, за жртва, за иднина.